Од неодамна е евидентирано зголемување на бројот на крводарителски акции дарители на крв кои за прв пат во животот се решиле да ја даруваат животно спасувачката течност. За дарување на крв како највисок чин на хуманост и алтруизам за прв пат од средината на јули па до денес се решиле близу 1200 граѓани. Според Институтот за трансфузионна медицина, бројот на припадничките на женскиот пол кои за прв пат даруваат крв е зголемен. Во штип за споменатиот период, освен редовните дарители на крв, на хуманиот список се впишале уште 37 нови дарители. Надлежните информираат дека засега има обезбеден континуиран прилив на крвни единици. Тоа значи дека може да се избегне состојбата на недостиг на крвни продукти. Она што загрижува е недоволната граѓанска иницијативност за дарување на ковалесцентна плазма која содржи антитела против коронавирусот. Денес Министерството за здравство евидентира 12.386 заболени. Од почетокот на пандемијата во нашата држава починале вкупно 532. Институтот за трансфузионна медицина располага со 60 ковалесцентни плазми, кои се доволни за сузбивање на болеста кај 240 потешко заболени од COVID-19. Во моментов за лекување на 3290 активно болни од коронавирус се потребни околу 1000 крводарители кои успеале да го победат вирусот. Евидентно и тоа дека наместо 1000 потребни ковалесцентни плазми, има потенцијални дарители од 9096 оздравени од COVID-19, кои сепак не даруваат. Зошто оние кои вистински оздравеле и според сите лабораториски протоколи со 3 тестирања и потврда дека по 21 ден повторно се негативни, не се решаваат да даруваат ковалесцентна плазма е своевиден феномен. Лекарите велат дека тоа е лично право и волја на пациентите кои оздравеле од COVID-19. Можеби кај нив хуманоста затајува поради стравот од намалениот имунитет и телесната тежина при прележувањето на болеста, или пак евентуално неоснованиот страв за повторување на болеста откако ќе даруваат крвна плазма богата со антитела, кои успешно може да ја сузбијат короната кај некој друг новозаболен.